Министерката за труд и социјална политика Фросина Ташевска-Ременски како шпекулации ги оквалификува информациите дека таа криела одредена документација за таа да не му биде достапна на дополнителниот заменик министер Диме Спасов. Медиумите објавија дека недостасуваат над 30 службени документи во архивата на Министерството за труд и социјална политика, но министерката тврди дека тоа се невистини. Она што можам најодговорно да го кажам е дека после објавата во медиум на таа шпекулација дека министерката Ременски криела некаква документација во Министерството, Министерството 3 дена поред имаше вонреден инспекцијски надзор и од Државниот управен инспекторат, и од Архивот на Република Македонија, и од Инспекцијскиот совет. Но она што го добивме како записник, јас можам да ги доставам до медиумите доколку има интерес да го објават, да ги објават записниците во кои што беа констатирани комплетно спротивните наводи во овој дел на обвинувањата. Зошто техничката министерка за труд и социјална политика Фросина Ременски ги разреши членовите на комисијата за посвојување и на нивно место постави блиски соработници? И зошто е настаната промена на техничко лице кое ги води административните работи на комисијата? И одговор на овоа прашања беа побарани денеска од министерката. Таа вели дека на ова не треба да се гледа како на разрешување, туку дека сега според неа се исполнети сите законски услови. Јас сакам за македонската јавност да го истакнам фактот дека во моментот 8 директори на центри за социјални работи во Република Македонија ја исполнија нивната законска обврска да го потпишат менаџерскиот договор со министерот, кој што имале обврска да го потпишат веднаш по изборот за директор, кој што избор се случил 2014-2015 година. Инаку, според законот за влада, министерот не може да разрешува комисии или директори без потпис од дополнителниот заменик на министерот. Дополнителниот заменик на министерот заедно и рамноправно со министерот ги разгледува и ги потпишува сите акти и документи кои ги донесува министерот или лица овластени од него. Заменик на министерот, како и на државниот секретар во соодветното министерство, а се однесуваат на правните, финансиските и кадровските прашања, поврзани со организацијата на изборите. Секој акт во смисла на овој закон се доставува до министерот и до дополнителниот заменик министер. Министерот и дополнителниот заменик министер се должни веднаш, а најдоцна во рок од 1 ден, да го одобрат или одбијат актот во смисла на овој закон.